За разлика од Македонија, Словачка и Чешка не попуштаат пред Бугарија. Очигледно други земји повеќе бранат државава од самата македонска власт. Ова доаѓа од токму овие две држави го блокира усвојувањето на заклучоците на ЕУ, во кои официјално требаше дел да станат бугарските уцени и условувања кон Македонија. На ваквиот потек на владите во Прага и Братислава реагираше Бугарија. Од тамошното МНР изразуваат жалење што заклучоците на Советот на ЕУ за процесот на асоциација и стабилизација без образложение биле блокирани од две земји членки. Бугарија ги одобри заклучоците на Советот за време на состанокот на Корепер 2 на 16 декември, при што германското председателство постигна консензус. На инсистирање на Бугарија во заклучоците беше додадена реченица за важноста на договорите на Република Македонија со Бугарија и Грција и дека нивното спроведување ќе стави крај на сите тврдења засновани на погрешно толкување на историјата. За време на состанокот заклучоците беа одобрени од сите. Но чума оваа поддршка од Чешка и Словачка кога Македонија цело време попушта пред бугарските барања, па така Гоце Делчев за Заев покрај македонски стане и бугарски херој. Бугарскиот фашистички окупатор не бил фашист, а со Бугарија сме имале заедничка историја. Сите овие ставови беа кажани од премиерот во едно интервју, зборови кои сигурно ја поставија Македонија во многу понезавидна ситуација во преговорите со источниот сосед. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. И ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. И таа историја, од неа се создале и македонскиот и болгарскиот народ, и македонскиот јазик и болгарскиот народ. Како што пишува Дојче Веле, последниве случувања се сметаат за прилично проблематични. Во текстот се вели трагично за Западен Балкан што во политиката на проширување повеќе табори во ЕУ меѓусебно се блокираат, што испраќало катастрофален сигнал кон Балканот и отвора шанса за други актери.